Благодарам господин председател на влада, господин Христијан Мицкоски за повикот и за апелот да се објават и да се достават сите докази, информации и индици во врска со злоупотребата на ИПАРТ програмата во последните година и 4 месеци. Тоа ќе го направиме, меѓутоа не во писмена форма и во архива, ќе го направиме вака јавно по една од емисиите на Тешки муабети, ќе ги обзнаниме тие, за да ви помогнеме сепак, бидејќи сакате, барате, нели, да ви се помогне, ако некој има некои индиции, да ги каже, ќе ги објавиме, ќе ви помогнеме, не со прашање, бидејќи ние не прашуваме, ние тука коментираме, кажуваме, секако со проверени информации, со докази, ќе ги објавиме. Ако има некои министри или функционери од било која друга власт, секако дека и тие ќе бидат објавени. Нивните комуникации исто така, доколку нели успееме да ги најдеме пред да ги најдете вие. Верувам дека вие не можете ништо да најдете и ве разбирам, бидејќи оваа акција ја води основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и вие немате никаков удел во оваа истрага и во оваа акција, така да нема што да било кој да ве остава или да ве задолжува, во право сте. Вие не сте одговорни да водите истрага, особено не оваа истрага, немате одговорност да водите оваа истрага, бидејќи оваа истрага не е ваша. Оваа истрага ја води ОЈО ГОК, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кое што јавно обвинителство пак вие велевте дека е под влијание немек било на ДУИ. Сега одеднаш положувате голема доверба во ова обвинителство, дури апелирате да не се закачаат луѓето, тие професионално се вршат работата. Јас верувам дека тие професионално се вршат работата, ги поздравувам да продолжат така да ја вршат и верувам дека ќе завршат работата. Еве и за бидејќи вие апелирате да ви се помогне во истрагата, ќе ви помогнеме, иако вие сте во моментов ненадлежен за оваа истрагата, мислам како влада сте ненадлежни, али окей, ќе објавиме јавно, па тие што се надлежни ќе можат да тие информации да ги искористат соодветно.